Добро вечер, драги гледачи и слушатели. Добре дојдовте во четвртата епизода на подкаст Тоа е тоа. Вечерва со нас е Кристијан Станковски. Веројатно се чудите кој е Кристијан Станковски. Моја грешка, дозволете. Бомбакис! Добре дојди. Добро ве најдов и сам да те прашам вака како Бомбакис, сега ти од кај ти е идејата со картонија? Идејата ми дојде, брат, многу одамна, од девојче кога бев. Имав афинитети такви и сакав и плюс имам и можности да пишувам, да цртам и ме бива за тоа и сакав, ама еве сега излезе од мене. А не ли ти е срам да копираш? Не, затоа што е таа моја идеја и му ја кажав на Бомбакис и он пред мене само ја пушти. Не, дека имаше еден американец и за тоа те прашам, зашо, знаеш, сите ми викаат така, од кај ти идеја, зашо копираш? Знаеш, така почнуваат сите мовети на Инстаграм. За жал така е. Добро ве најдов, добро ве најдов. Фала што ме викнавте во емисијава, валја се слушам сега вака тука подобро. Извини што те копираме со Нема врска. Се дешава, има и ја копирам и ти копираш, значи никој не измислил топла вода, нешницава така да. Да, ама ако гледаме кој е препознатлив по надписи и пораки со на картони во Македонија, сигурно е Бомбакис. Нема друг. Така што јас сум само епизодист во ова, во чест на Бомбакис. Фала ти многу и фала и на целата екипа што ме викнавте тука. И ми се свиѓа вашиот подкаст и затоа прифатив да дојдам сам да се помоветиме малце. Јасно, затоа те повикавме тебе, затоа што си ни провокација, да видиме кој е Бомбакис, од каде името Бомбакис, и дечките од Ивентив те препорача, ми рекоа мораме да го добиеме, мораме да го викнеме и ти благодариме што ја прифати нашата покана. Кој е Бомбакис? Кој е Бомбакис? Често поставувано прашање, тоа поставувано прашање на секој интервју. Јас сум, сега ќе одговорам дека јас сум човекот што го копира Dude with Sign од Америка. Пошто е тие што не ме сакаат да го слушнат тоа, дека копирам. И да бидат мирни, да им кажам они како милуваат да слушнат, кога копирам Dude with Sign од Америка. Добро, треба да измислиме топла вода нешто или па за да бидеме уникатни? Ја викам тоа цело време дека никој не измислил топла вода, дека више се се копира, се нормално измислено. Многу е битно тоа што сакаш ете у ситуација викаш дека копираш, од каде е таа провокација, а не и дали добро го правиш, а тоа дека добро го правиш знаеме сите, затоа што сите те знаеме по тоа. Ја им викам дека тоа е инспирација само од американецов, зашо например, не може он да кажува, мислам да пишува некој картони што ја ги имам напишано, пошто не важи за нивниот менталитет. Ја пишувам нешто што важи за нашиот менталитет тука. И мислам дека тоа е автентично, малце баш оригинално, али добро, луѓе се нека се прозборат. Па добро, мора да ствари заради како беше позади добар коњ се крева прашина. Па така вика, да, ваља сум добар коњ. На коњ лишам, или мислам вака кога ме гледаш, добар? Не, добро, коњот уствари е многу убаво животно, така да не е нешто, не е некој лош комплимент. Не е лош, ако сум букефал, супер, ќе се поминам, да. Пред да продолжиме за Бомбакис и како до идејата до картоните, кој е Бомбакис пред картоните? Кој е Кристијан уствари? Кој е Кристијан Станковски? Кристијан Станковски е една луталица у животов, што цело време сака да иде и да шета надвор и да запознаа нови луѓе, да запознаа нови места и нови, не знам, култури. И цело време не се прибрал дома, додека не му се деси тоа што му се деси. И мислам дека добро си поминал до тогаш, проживеал доста работи, живеел у Романија година дена, живеел после тоа у Шпанија неколку месеци, преку 10 години уназад работел во Грција како најчесто како лидер на деца на камп. И благородна професија. Да, интересно му беше, се дур не стана Бомбакис. Мада и сега е интересно, не викам дека не е интересно, али ќе ти кажам, ајде, прашаме нешто друго, па после ќе ти кажам за Бомбакис, као се. Не, па, Бомбакис, од каде името Бомбакис ете?
Па името мене уствари ме викаат уште од мал Бомба, по комшијата. На четврти спрат, исто у аеродром живее до мене, Бомба го викаат него и кој излегов прв пат на 7 години, ми викаат, еј Бомба, кај си Бомба, викам, зашо Бомба, па вика комшијата, демек, кај тебе шо живее Бомба, викам, добра, ајде, не ми пречеш. И до денес сите мои блиски ме знаат како Бомба и никој не ме викал по име Кристијан Станков, мислам Кристијан, не ме викал, освен моите дома Кико ме викаат. Значи, само мајка ме вика Кико и никој друг на светот, али поштам, нели, дома блиски све. Бомба, сите ме знаат како Бомба и кога правев прв пат кога направивме Инстаграм, нели, кој имаше, тоа беше, не знам, 2012, така мислам дека беше, и Бомба беше зафатено зашто. И викам, ајде, како, и пошто работев у Грција на цело време, и како Бомбакис. И викам, ајде, демек Бомбастик, ама беше една песна, знаеш, она Бомбастик, Бастик. Ме многу ужасна песна и не можам ни да ја слушам и некако викам, ајде, Бомбакис, нека биде да ја свртиме прича. И беше отворено тогаш и До ден денес. сум И ќе трае. Здраво, сум Бомбакис, вие гледате, тоа е тоа. Добро спомна 7 години, какво дете беше Бомбакис? Или Бомба? Или порано имаше... Си правил бели на школа нешто, некој... Па, сега ќе ти кажам, јас сум растен у аеродром, сите знаеме аеродром каков и зашо е таков. Пред се имавме дружба порано, на времето имавме многу дружба, игравме жмуркана топка, граница, имавме 20 деца, бевме надвор излезени у исто време, девојчиња, мачки, па овој ти е симпатија, тој не ти е симпатија, па циркузи, па се кара за девојка. У принцип имавме добро детство, али секако што растеш, знаеш како што прво, второ, трето оделение, после идеш на МЗТ. МЗТ у аеродром е, не знам, живот значи. Така да сите аеродромци што се израснати у аеродром знаат што значи МЗТ за нив. Така да отидовме на трибина и после станавме некој као стил од хулигани, сееш. Али гледам, мислам, ја цело време, пошто дедо ми работи таму у МЗТ, е многу голема легенда и го поштувам до ден денес, го имам спомнато секаде. Поздрав до легендата. Поздрав до дедо ми. И ја цело време не седев со фемили, него седев од другата страна и ги гледав МЗТ и до ден денес истото го правам, не дека не ги поддржам фемили, сите ми се другари, многу ги сакам, али цело време сум ги гледал од друга страна МЗТ, али ги сакам највише на цел свет и ми се врежани у срцево, да ти кажам. И какво детство сум имал, дали сум бил мирен или немирен? Од лузни на мене, ќе видиш што е, како е, зашто. Ќе ни издвоиш нешто интересно? Не знам, ти правеле нешто, ете со фемили, ако си... Едно интересно, влегов таму, мислам, на 21 година тоа беше, или 20, не ми текнал баш точно, али влегов, бев ептен у фемили филм, отидовме во една кафана ќе ја кажам, Пролече се викаше, Пролет ли, појма немам како, под железничка беше, и Биртија, мислам, кафана Биртија, ние 20 души седнати таму, и бевме у ептен фемили филм, и другаров до мене се начука, ние 20 души, доаѓа сметка, смешна сума, 100 евра, и овој вика, демек, им се курчи на келнериве, шо е ова сметка, 100 евра, ама, ние фемили сме, не плаќаме. Ние сме, да. И ја тука не знам што се дешава, седам до него, не знам што ми се дешава, и викам, што е, вие другар ми ќе го закачате едно друго, ја тука со девојка ми, со та, сега си има и маж, и дете, жена, не, поздрав до неја се го гледала, небитно. И доаѓаат од таму на газдава другари, у тој случај беа алфаши тоа време, и дојдоа не сгазија од кјутек, мене со чаша по глава ме удрија, тука имам, може да видите, да се знае кога си бил фемили. 10 конци, да. И не знам, под маса ме најде еден другар, вика, хајде да си идеме, да си бегаме, и плативме на крајот од денот сметката, плативме што плативме. Сте платили со ќотек и со конци? Со све плативме, и ја тука
крварам, тече крв од мене, јас се обликувам и на братучет ми му викам, ајде идеме се у миднајт, имаме резервирано коњо, па ја не знам, пијан, припијан. Тоа ама ти викам, одамна беше да. И вика каков миднајт, какој бакрачи, вика да те носам на шиење горе на хирургија. И идам на шиење на хирургија и ми го соши тој одма, викам анестезија, вика не ти треба анестезија, ти имаш анестезија и кој сега стварно не ни осетив ништо, али среќа добро ми го соши и до ден денес сум му благодарен и на докторот и добро изгледа како ќе ме видиш од страна, ќе викаш и некој му фијаш, уствари везе нема, без везе ми истепале само. Што кажеш на докторот побрзо и треба да одам у миднајт. Да, не побрзо, па дојдоа џандари, па им се курчев на џандарите, беше деца, свајаш, деца и тој филм и тие филмови од прилика. Да, катастрофа. Посебно во аеродром мора да се поминат. А си пробал нешто во спортот? Не знам, кошарка, фудбал, не тренирав баскет на времето и бев многу добар со 1,20 м жилба за растење, не, 1,00 м жилба за растење, плеймейкер, да, бев окей, бев добар, али дека цело време преку дедо ми идев таму и сите ме знаат така и знаеш, другачие те гледаат сите, пошто треба, они мораш да им платиш за да те гледат и да те форсираат, свееш. Значи уште од тогаш, а не па ден денес можеш да замислиш како е. Да, кај нас така функционира у секоја професија, не само спорт. Да, све у Македонија наша така функционира и имаше деца што татко им плаќаше дупло, па доаѓа цело време на тренинзи, ги гледа па овој уште да го бацеше, требаше овако тренерот за да може да просперира. Свееш, а него бива да, не знам, фрла тројка, ја фрла у публика таму, капираш. Али јеби га тоа. Да, ама тоа иритира најчесто и многу, мислам, познавам многу такви ликови што се откажуваат поради тоа, не знам, не во можност родител да плати на пример, за да ме гледаат. Да, па ги носат на сите турнири, рецимо било каде и сега ти ако нешто си добар се, ама гледа дека не му плаќаш на тренерот кој што треба и повише од тоа што треба. Ти викаат као не може ти да дојдеш, не си добар, ово е добар што не знае да лази. Али, што да ти кажам, знаеш ти како функционира? Па, добро, не поминав лошо, ама пак ќе кажам... А што си тренирал ти? Фудбал тренирав, ама... А чекај, усари, ти кој си? Јас кој сум? Јас сум Жарко Спасовски, актер по професија. Добра. Каде? Во Велешкиот театар. Поздрав до сите колеги. 32. Женет, мажен? Женет, детенце си имам, Сергеј, да си го поздравам и минатата епизода, не пред минатата си го поздравив, оти ме гледа, многу сака да си седне да си гледа детето. Ама прва љубов ми уствари и мене спортот, фудбалот ми е прва љубов, па да, потоа добар си бил? Па добар. Кого што вика, добар сум бил. Имав, да кажам чест. Кој вика тоа? Па отстране вака некој што ме знаат. Не, имав чест да играм и за репрезентација 9 настапи пред да се повредам со коленото. Среќа татко ми ниеднаш ме нема гледано мене. Да, до ден денес. Да поздравам. Затоа си тука со мене, затоа не си успеал. Да, ме нема гледано, ама па достигнав до нешто што е вака, ако спомнеме, мене ме возбудува, еве, сега само што го правим Маутов, ми е чест што сум играл. Да, еве, цел се намовнав, ама не, сериозно ми е чест што сум играл, ама се пронајдов повеќе во уметноста и не ми е криво поради тоа, затоа што го правам тоа што го сакам. И ако не сум во ова, нема да бидам сега на пример со Бомбакис. Туку за мене не сме дојдени вечерва, да не се фала многу, да не кажувам многу за мене, да не изгасат, да не гледаат. Да, имаш некоја, не знам, луда желба што си сакал да бидеш кога ќе пораснеш? Луда желба? Како дете, например, не знам, си сакал да бидеш, не знам, астронаут? Па не сум, у принцип сум сакал цело време, сега нема да се лажеме, сум сакал да бидам центар пажње, знаеш? Како што си во моментов? Како што сум во моментов, да, ама тоа ми било уште од дете. Цело време сум сакал да бидам тука меѓу луѓето, да ме гледаат, ама еве не сум го кажал нигде ова, сега ви го кажувам на вас. И некако после некое време така ми дава Господ да бидам тоа што сум сакал. Пошто претходно на Инстаграм не сте ме следеле сигурно, си имав некои луѓе што ме следеа, пошто нели бев менаџер у Скопје, више 7 години бев по кафичи и по дискотеки и си пеев, правев циркузи, правев глупости и цело време имаше некои коментари од луѓе, ајде, викаат лошо пееш, викам добро, лошо пеам, знам дека лошо пеам, ама чисто сакам да
тоа сум јас. Да, Сам имам да желба си и- пеам, имам желба да пеам и гајле ми е дали лошо или не лошо. И тоа ми било цело време желба да бидам така негој центар паžnја, ама не ми текнало ни на крај памет дека со картонија ќе бидам центар паžnја. запали баш тоа. Али ете, тука сме кај што сме. Па добро, сега си имаш следбеници, те следи голема популација и со тоа што имаш и обврска на некој начин, например да бидеш, како да кажам, значи да внимаваш што кажуваш, што правиш. Ни кажа како до идејата, како прифатија тоа твоите. Значи нема врска, родители, Моите брат, блиски, сестра, блиски, да, небитно. гледај на Како почеток, прифатија тоа, како на почеток беше глупост, не, како што кажав што се глупираш? го следевме, не, Дјутвицен го следевме и се испадна кај другар дома у двор, да ме кажем на овие што се фура, пошто почна инфлуенсерство да станува као, не знам, работа или Поголем замав земаше веќе кај нас. Да. Еми вика, пиши не сте инфлуенсери, невработени сте. И кај него у двор земав картони, пишав не сте инфлуенсери, невработени сте и го ставив на пост. Онага чисто ради Тоа е првото уствари. заебанција, да, тоа е првиот картон на 18 јуни 2020, мислам дека беше, да. Да, 2020. И од таму почна да ме решеруваат, свеш, и да биде као фама, да станува што се деша. И викам, ајде уште едно ќе ставам чисто онака да видам што ќе биде. Ставам уште едно, уште толку, ставам уште едно, уште толку и така почна целата прича. А мојто дома не ми вика ништо, него ми вика дај уазбили се малце, земи работи, земи направи нешто, вика, а ја тогаш бев на боледување, знам дека бев на боледување од кај фирмата кај што работев претходно, пошто нели тоаш умеѓу време ми се деси некои глупи работи, па се деси короната, па не отпуштија, па циркузи се дешава. И така почна све и така почнав да влегувам ја у бубањето и на почеток на сите им беше глупост, ама сега еве иди прашај и да видиш. Па добро, нели, за тоа викам на почеток, особено кај нас малце стереотипно општество и баш е тоа. Што можеш земи работи нешто, не туку дреми на Гледај, нас на Инстаграм. менталитетот не е бе така да. Да, па нормално. Имав и таков Имаше пораки сигурно. Секакви добиваше пораки? Добив претежно до сега еве што имам се позитивни коментари, позитивни пораки. А оние негативни? На почетокот имав негативни, да, имав некои негативни, мада тогаш ме погодува, да ти кажам искрено. Ама сега, знаеш што вика... Добро, ама лесно е од дистанца сега кога гледаш на тоа. Тогаш кога почнуваш малце... Тогаш кога почнуваш, да, малце, кога се градиш, кога правиш све и тогаш те погодуваат, али ги имаш ти оние блискина до себе и ти викаат, абе, што ти е гајле, као терај си ти, други нека си зборат. Баш кога знаеш што ми е криво, што луѓе не те ни знаат, а зборуваат, си даваат дозвола да зборуваат за тебе, али као да ти кажам, луѓе се мора да си прозборат. Али сега да ти кажам, нич не ми ни допират. Има некои 5-6 души што цело време коментираат, ама ја им викам да сте живи и здрави, тоа ми е пред се. Константно те следат баш со така ете 5-6 души со 5-6 негативни. души, да, ја не ќе да ги блокирам, пошто не сум блокирал никој на Инстаграмов и цело време, значи сега може не на сите, ама на некои одредени картони знаат да си напишат, али знаеш како вика у еден момент оној Джек Спароу, пиратот од Карибите, вика го фаќаат британци, му викаат ние сме слушнале дека ти си најлошиот пират на светов. И он им вика, ама сте слушнале. Така да. Не значи дека и сум. Да, значи они вика дека може дека сум лош, може дека сум, не знам, лоша особа или лошо правам све, ама они битно слушнале, така да. Па тоа што работиш значи е добро прифатено, тоа е факт со тоа што те следат толку луѓе. Која е не знам, работа што те допрала, значи најголемата наврада што си ја добило тие, ете, 5-6 луѓе или колку и да се, и 10 и 20 да се. Имаш некоја да издвоиш онака што те погодила као зошто бре луѓе, што е работа? Па нема да ти кажам, не се толку креативни, се исто, не знам, глуп си, тапа си, катастрофа си, тажен си, мислам, тоа са на дај нешто смисли, нешто иновативно, кажи ми, па може. Или па кажи ми, па јас нешто дека правам лошо за јас да размислам
со нешто што би ми кажал, ама ја глупси не или знам, прости. он не ме ни знае човекот, па да ми кажува, викам добро, викам не. А и мисли има десено нешто што на пример ми имат кажано така, па после сме се запознали уживо и као извини, се Не си баш окей, таков. да си ти си окей лик, супер си, значи има и такви те шавки. Која порака, значи си напишал XXXX пораки, која највеќе се пробила, онака која била популарна? Највише раширана? Да. Или ба да еве, Со најголем рич до сега ти е она картонон што го извадив пред некое време, премногу шмркате. Да, реално, ама реално тоа е реалноста, гледај, ја пишувам се што е реално само Да, на што се случува, што се ствари, случува. И цело време кај да излезам, гледам по 20 влагат у WC, а WC-то е само за еден човек. Порано само девојки влегуваа у WC. Да, по 10, по 20. сега, значи све измешано и ја кога идам ова, не знам што се дешава, викам, дали е ова возможно, викам, ама предходно викам, ајде, добро, може играат Кент, сваѓаш. И сега, демек знаци си кажуваат, и беззвучни знаци, сваѓаш, и викам, ајде, може надвор со партнериве други ги чекаат, сваѓаш, и кој како си се... Како партија карти ги гледаш. Карти партија Кент, си играл Кент некад? Да, да. Па, значи упарови, двајца по двајца играте и Исто се и влагате, вие И нема 20. подмаса не Да, подмаса. и они сега не може сега на маса да си ги кажува знаците, мора да влезат у WC да не ги види никој. Викам, ево овие Кент играат. Ама не може Ама цела сите го гледаме Македонија знакот. Кент да игра, сајаш, не ми е некако веродостојно Кент да игра цела Македонија, викам. И као за вакво, не знам за жал или за шо, али гледам дека има премногу меѓусебни раширување на постот, сега не на стори кај нив, него меѓусебно си ги препраќаат. Мене ми е многу смешно, пошто знам што се деша и знам која е ситуација на нашата држава и знам дека стварно премногу шмркаат, не од ладново. Добро и ладно е до душа, Ама ладно е, све ми е јасно тоа, ама зашто, бе? Зашто? Нема потреба до Се толку, окей. барем. Нема потреба до толку. Кој што сака може да прави у животот, ама Умерени количини. премногу е, што е многу е, не ме заебај. Добро, на која си највеќе горд што си го напишал тоа и што си застанал пред толку народ и си го кажал сето тоа? На не сте инфлуенсери, невработени сте. Ја Да, ти е не баш- сум инфлуенсер, невработен сум и затоа го правам ова, сееш. Таа ми е првата, омилена и единствена порака што највише ја сакам до сега. А има некоја си ја напишал па си добил као баш ова не ти требаше што го напиша. Не, имаш некоја баш Па имам, да хейтат, па имам хейтат поише. Не да ја хейтат, јас сам си ја хейтам, сееш. Као ја пишувам и као игам што ја напиша бе глупаке, викам мај повлечи си ја. Ама не можеш сега више ти која си ја Пуштена е. пуштил у етер и да ти ќе речат што прави ој си. Кои се бе. тие имаш да ми мислам ако не ти е Сега проблем. вака на памет да ти кажам не ми текнува, ама имало доста некој 5-10 сигурно има од 200 и нешто постове до сега, да. Па добро како што кажуваш нешто на некого си викаш може и не требаше да го кажам, може, ама нема назад, Нема назад, да, цело време јас си се преиспитувам 10 пати дали треба или не треба. Дали е време или не. Дали е време или не, али некад ќе ги погодиш, некад нема да ги погодиш и мислам, како и да е луѓето се пронаоѓаат цело време у картониве. А ја им викам не се пронаоѓате, зашто викам ја тоа генерално го правам, мислам за општо на сите. Мислам, а они си се пронаоѓа, зашо ме пиша на картона? Чекај, друже, ја не сум те пишал тебе, не со име и презиме, па ти си се пронашол и ти ми пишуваш, значи тоа е тоа, не е дека ја стрикна за тебе. Добро, ама да, најчесто се препознаваат, па некои се примаат. Тоа го препознаа твојата работа, препознаа и останатите, не знам, познати, сите, значи, гледавме картони со многу од познатите. Со кој ти беше најдраго што сработуваш? Најдраго ќе ти кажам со Игор Џамбазов, пошто он ми е на некој начин идол во животот, зашто многу го почитам и многу го ценам човекот, ликот и делото него. И неговиот бурен живот. Да, исто, Тамара Тодевска и Елена Ристевска некако, не знам, тие ликови што сум сега да не ги заборавам другите, да не мислат. Не, добро да издвоиш, нема врска, сигурно ти се сите драги, ама сепак чим сакаш со нив да го правиш, тоа сигурно ти се драги. Сите ми се драги, али некако така овие што ги кажав ми се специфични, ми се многу окей личности, многу си ги сакам и поштам.
Ти оставија нешто со нивната, не знам, достапност, со човечност, баш пред се, пошто на пример на Тоа кој е се да поретко. му пишам, да, на кој да му пишам ми рече ми вика дојди, кога сакаш кај Саше ти број, тука сме и без проблем. Сега имаш и некои што кенка, така сега не ќе да ги кажам ова. 2-3 ликови. Ако можеш да ги поздриш, реклама ќе им направи. Па Нема врска, не мора да ги спомнеш ако не реклама, сакаш. ама се испукани пушки више и не ми се ни кажуваат сега да ги враќаме пак у етер, не ми е Добро, со тоа кој целта. коментар ти пристапува, значи ете пишуваш на Тамара Тодевска, знаеме за како вокал, за не знам, може првиот вокал у држава и толку лесно те прифаќа, ти вика не е проблем и после пишуваш ете на некој друг и како те одбива уствари? Па не сакам, не. имаше коментари, да, некој има века не сакам, не можам сега, демек имам ја толку обавези у животот што не можам се еден картон да дигнам, имаше некој што викаат, абе не можам да се сликам со тоа картоните, со патлиџаните, сега што викам добро, нема врска. А човекот, што да ти кажам, не Добро, на крај ќе и легитимно и да одбијат, само со такво нешто. Нивно е да одбијат. Моја да ги поканам, нивно е да одбијат. Значи не е се, ама али сега со тоа подценувачко со картони, со патлиџани баш и не е. Тачно, да, не е баш окей. Многу е по-нормално и вајда не би те повредило да пазиш, кажеш имам обврски, не знам, ќе те барам. Сум ги поштувал тие ликови многу највише, али така сега со други очи ги гледам. Па баш како што кажа ти, значи некој те навредувал, а не те знаел, ти си ги сакала, не си ги познавал доволно, па Тачно. кој ќе ги запознаеш, значи, сваќаш за каков да. човек станува збор. А освен од нашава држава, имаш и одстрана. Да, и од страна пробавме демек да се пробиеме уваква у Србија, мада тоа не го исклучуваме како опција се у нова година, пошто имам нешто интересно, ќе ти кажам за тоа подоцна. Може? И бев со... Ексклузивно ќе биде. Бев таму со Анџелина. Ја знаеш пејачка Анџелина? Да, готово, да. Добра, многу добра. Призна. Добро, ако Поздрав, има жена се поздрав. призна. Нема проблем со тоа. Што е добро. Многу е добра, ми се свиѓа. Не можев да кажам претходно, пошто има вереница, сееш. Анџелина, слушни ги Да, обетиве, те ќе молам, ќе те тагнеме. поканеме. Ама овој дел да ми го исечете, Анџелина, Ќе те те сакам. поканиме и картон ќе направиме. Имаме картон Има. више направена, да. И пази, многу беше коректно од незина страна, пошто, например, бев у Нови Сад, ја тоаш бев, оно е у Белград, и викам, дали може да, и најдовме Вибер, дали може да направиме некој картон заедно, да направиме некој интервју, јас сум од Македонија, тој и тој. И вика, да, не е проблем, вика, јас сум у Белград, кога сакаш дојди, ќе направиме. И ја после отидов у Нови Сад, и викам не можам да стигнам никако до Белград, морам да си идам за Скопје. И она ми вика не е проблем, за тебе вика ќе дојдам демек у Нови Сад. Викам не бе, викам Анџелина сега Да, популарна у Србија скроз да дојде за мене бомбакис, некој си со картони у Нови Сад демек да ми испоштува. И стварно се деси тоа да ти кажам, дојде и кога дојде ми падна вилицата. Али тоа не можев да кажам, пошто ти викам бев верен и многу работи не можев да правам кога бев верен, сега можам да правам што сакам и многу ми е Тоа пушти се каже си се што сакаш и ги пренесеме, ако треба ќе ја бараме и ние на Вибер ги кажеме се што сакаш. На Анџелина? Да. Да, ја мислев на друга, не мора да ја кажувате, ама на Анџелина може. Да, ќе скратим. Анџелина у Куманово? Сите одиме во Куманово. Сите одиме во Куманово. Прстенот го купува продукцијата и тргаме. Еј, може да ти кажам, што е ефтин е прстенот 5000 денари. Ами толку можеме си дозволи. Не е фрка, што ја ќе додам нешто, ќе да биде нешто светлуцаво со јашна. Може, одиме со Знаеш што ми трубачи со се. сакаат кич да биде едно друго таму, ама да. Мислам дека ќе изненадиме у најмалку. Како ви текна бро, свака час. Свака Анџелина, чекај не и немој да бидеш со негативни одговори, само позитива, Не, она позитива, мора да биде позитива. позитива. Да. И како помине со неја таму? Многу добро, многу супер, пиевме пиво ко повеќе, ја не пијам нешто друго освен пиво. И супер си беше, си направивме мојот, имаше едно кратко интервју со мене, го има на Facebook, не, на Instagram го имам стајно. И кул, му се јавивме на джус, и он рече, јас сум у Шабац, дојдете кога сакате, тука сум. Ама нема време до толку да стигнам за со него и така испадна се тоа.
Добро, значи со неа сигурен сум дека повторно би сакал и да соработуваш и Леле, дали повторно сам да соработам. Не, Со прашувам, двете раце, вака, прашувам, да одма. одма идам сега, тука ми се јавува, одма палам кола и палам за има со некој од тие што имаше соработка што не си веќе не знам, немаш контакт? желба веќе, не сакаш, Или, не знам, нешто не мислам, било од како што Србија? треба. Не, општо од нашиве Од нашия, па не со сите сум окей, дури овие што ме одбиле сега би ги прашал пак дали сака да направиме нешто. може сега се слободни. Може сега да имаат некое време слободно, али во принцип не ќе да се карам со луѓе. Зашто да се карам, пошто за утре може да ти се најдат и тебе за нешто и не знам, ја на нив да им се најдам, па да си останеме чисто на чисто. Добро, може, како што кажав, може и стварно не можеле, а може и се малце само бендисани. А освен Анџелина, друг од страна? Од страна, друг од страна со Што ти е онака мило што со него баш? па е у комуникација сум со оној Дон Филипо, не знам дали го знаете, со тетоважите што е, Добро. што тетовира. Со него сум, како што кажав, со Джус исто, со другиве, со Тијана сега која рачунаме за Наша си е, ама добро. Наша си ја не ја даваме Тијана Дапчевич, така поздрав до нејзин многу ја сакам. А со другиве не, али сакам сега да почнеме и натаму малце да се шириме, пошто знаеш Македонија мал пазар и више Се презаситуваш, се презаситува презаситува народот. Кога ќе го допреш, знаеш, она врвот и то сега не викам ја дека сум го допрел врвот, дека сум некоја многу јака фаца, ама чисто тоа е народот, Добро, знаеш, тие се ликовите. Општо во секоја работа вајде имаш до некаде каде што стасуваш и сакаш да си отвориш малце хоризонтите. Тачно. Да. Па Со нови на пример предизвици. сега нешто ми е као ајде да правиме ова, ајде да правиме она, ајде да правиме она, ама кога ќе ми текне дека треба истите ликови цело време да се викаат по емисии, значи се бројат на прсти, сваѓаш. Тие што се добрите ликови у Македонија се бројат на прсти и тие веќе видено више сегде се ги викаат, у сите емисии ги викаат и не е интересно, а башка и да ги викнеш, нашите ликови имаат некоја си граница, не знам дали тука, дали не знам каква бариера имаат и до одреден степен кажуваат се. А да викнеш некој од Србија ќе ти каже и не знам и извинете на речников и пички, мички, све што сакаш да му кажеш, сексови, мексови, све ќе ти каже. Добро, они така создаваат публицитет, тоа ги продава. Тоа е тоа, да. Значи Србија е многу, сам да кажам од тој аспект дека Србија е многу подалеку од нас, зашо они знаат да направат шоу, знаат да направат забава, знаат некои трачеви што тоа го интересира народов наш, зашо ние сме трач нација, свееш. И што да ти кажам? Мал ни е пазарот и со оглед на тоа што некои од од естрадата, не знам, ти одговори малце ми се нелогични. Например, те поканувам да гостуваш и ти викаш, не знам, 3 месеца се решив да не се појавувам во медиумите. Тоа се его трипови, да ти кажам. Знаеш, значи ти си медиумска личност, ти треба да бидеш се присутен уствари. Па и ја го мислев, ја го мислев тоа истото, демек направи пауза од медиумиве, што цело време те има и те презаситува, али во рете да направиш недела, дена, 2 недели пауза, као пошо, знаеш што сум сватил дека оној вештачкиот пат, кога ти не ќеш, знаеш у кој момент дека не треба да се појавуваш, после кога ќе паднеш благ пат кога ќе имаш, кога ќе се појавиш горе многу брзо, побрзо ќе растеш, сваѓаш. Ама да не се појавам 3 месеци, 5, 10, мислам. Не, има такви. Па тебе ти треба тој маркетинг ти треба, сваѓаш, мислам за да опстоиш на сценава ти треба тој маркетинг, сега нема да глумиме лудила, нема не си ти Бред Пит, не си Том Круз, па тука се знаеме кој се сваѓаш, знаеме дека сите јадеме графи и пиперки, не ме сепа. И јајбар, бе. Нема, за тоа викам, значи, место да им е задоволство што се поканети, значи, да, бе, они се 3 падемек, не, јас сум јага фаца, не можам. Ти се реши кратко малку да одмориш? Одморив ја. Колку беше тоа? За кога збориш, само кажи. Па гледав на пример интервју каде што си решил не, ќе одморам малку. Демек да се повраќам од социјалните мрежи. Да видиме малку како ќе биде и во тоа интервју кажуваш дека сваќаш дека уствари народот те бара, дека народот те прати, дека фалиш, дека те прашуваат зошто те снема, како те снема.
И Да, глеј, ја имав еден тежок период, мислам, тежок. Цел живот ми е тежок, некој почна немам некој нака так лабаво животот да ти тече, него само горе доле, викам, дај бе нешто нека ми се деси да биде као рамномерно да се движи се. Имав еден сега у јуни, имав еден тежок период. Раскинав со вереницата, да ја поздравиме секоја чест. И не сум ја поздравил до сега во емисија. Али да е жива и здрава. поздрав, се надам ќе те гледа. Не ни мора. Нема потреба искачам од сегде, така да лабо. Имав некој тежок период и викам ајде да одморам недела дена. Као ми требаше, стварно ми требаше одмор. И одмарав недела дена, ама добив преку 1000 пораки, што не ни можев да стигнам да вратам тој период. Да ме кај си, врати се, ни фали позитивата, со тебе сме секој ден, ми фали од сабајле добро утро да ни кажеш, ми фали добра ноќ да ми кажеш. Значи имам некоја, како да ја кажам, некоја виртуелна екипа што се комуницирам цело време со нив и цело време ми се тие така отприлика 1000 души што ептен се поштуваме и што да ми кажат, не знам, што мислиш за ова и ми кажам, ја како и пообичај на сите им враќам и викам, ја морам да се вратам. Заеби ти ова срање што ми се десило, заеби женава, значи тогаш позади да оставиш. Жени има на светов колку сакаш, така да И Анџелина е една. да, си не битно, значи мораш да се вратиш, им фалиш на публика, баш кога ти си одбрал или тоа, значи си го одбрал да останеш на Инстаграмов и да бидеш активен, значи мораш да се вратиш и публика да биде задоволна. Така и на тој начин и ти ќе бидеш задоволен и јас сум мотивиран баш од нив, пошто кога ги прашав зошто ме следите, имав, не знаеш како, дури плачев тогаш кога ги читав коментарите и затоа ми беа мотив и поддршка кога ми беше најтешко и затоа пак се вратив. Па знаеш, некогаш мислиш дека правиш многу малку, а уствари за некого тоа значи премногу. Стануваете, што викаш, се буди со тебе, легнува со тебе и тоа навика се ствара кај човек што ете после те бара. Имам еден човек, чисто како пример, само да му вратам, глеј, немам толку време, јас сакам на сите да им враќам. А и на сите им враќам. Само некој им враќам зборови, саѓаш као окей, супер, секоја, значи жив здрав. И имам еден човек што цело време му враќам некој зборчиња, он не знаеш, фала ти многу, некој вика, ја не ни мислев дека ќе ми вратиш. Вика, мало, јас сум тука и сум човек пред се и затоа ви враќам и тоа е таа близко што имам со публиката, сееш. А некој има што се курчат и као, ајбе сега на овој ќе му враќам, ме замара со ова, ме замара со она. Дај бе, не глумете лудило, не летајте у облаци, спуштете се на земја, така да. Сите сме луѓе од крв и месо, кој што можел Игор Џамбазов да ми каже, еве ти број, дојди кога сакаш ќе правиме ова и тоа, значи можам и ја да бидам истиот, така? Плюс Игор Џамбазов како флик. Тачно. А сакаш нешто да најавиш? Сам да најавам дека треба едно кафенце да ми дадат луѓе, зашо ајде молам. Снимав од кафео, Кафео ти треба нешто многу ексклузивно да се најави, треба да бидеме спремни. Што сакаш да ти најавам? Нешто кажа дека се подготвуваш, спремаш. Сакаш да ти кажам прво за книгата или сакаш да ти кажам што спремам? Не, книгата мислам дека е веќе издадена, така минато? Да. Не е минато, ќе се навратиме на неа секако. Туку ти сега почна со мавето, рече ќе ни кажеш, па затоа викам да не те ќе ти кажам сега од почеток прво. Као почнав, значи почнав емисија аматерска. Имам 3 епизоди као Бомбаки шоу. Беше аматерски, се снимаше со телефон и со све. И некако добро беше, ама као викам малце многу е аматерски, викам ај да се поозбилиме, за некое време ќе продолжиме пак. Па после се најдов со Марче да е побрзе, поздрав до Марко. Мислам дека ми е најбоље другар, дека само маце заебава, не заебај да толку. И со него се склопивме, имавме исто подкаст као вас вака, само што идеше уживо, се викаше Без компас, на радио и на Facebook. И тргна од тука ја и Марко да бидеме као најбоље другари цело време. И ми беше многу мило, пошто ипак Марче сум го гледал на Дај побрза и го знам така, зашо
не знам, сите лудувале по тоа, као, вау, кој е Марче да е побрзи, ја денес сум со него, свееш, а он е најдобриот водител според мене до сега. У Македонија сите други се глумци некои. И кod тебе? Не, глумци на друг начин, добро, ти си професионален, професионален глумец, има разлика. И другите се со врски, свееш, пример. И као, ај со Марче да правиме емисија, и емисијава беше феноменална, као без компас од подкаст да почне да биде емисија и снимивме 2 пилоти. 2 пилоти зашто не ги бара, демек кајде да видиме шо као, пошто знаеш и ти исто као што ти е сега ова студио, без спонзори не постоиш. Не можеш да обстанеш, пошто треба да платиш опрема, монтажа, све. И со Марче ги направивме, ги имаме дома тие, у фиока ги имаме 2 пилоти. Ништо летаме, ние сме пилотите се еш со авион. И после направивме, ни текна, деме кајде ова е ток шоу што сме го правеле и не е толку интересно пошто ќе ги замараме луѓето со глупости, пошто више е досадно, кај нас е више клише и која ти е нова песна, што ти е сега ново, што ти е сега уиднина, што планираш, глупи се прашања и досадни. У секоја емисија тоа. У секоја емисија тоа, да. И викаме, ајде да вратиме Дај побрзај. Дај побрзај снимавме емисија, пилот, со Тино и Атанас. Ја го водев Атанас, Марче го водеше Тино. Не знаеш каква емисија да паднеш на гс од смење, значи не можеш да бидеш рамнодушен со нив двајца, многу јаки ликови се, капираш. И ја снимивме све, пилотот цаком паком, спонзори, монзори имавме најдено све и ќе се приклуча уште поише. И мораше диде демек на сител емисија, као предуслов на продукција беше диде на сител. И кој да е уредник од забавна програма, знам кој е уредник од забавна програма, не им требало на сител вакво, мада и сега да не ми... фала за кафе. Ќе ме стрефи срце од толку вакво. И никад и да не ме викнат на сител не ми е битно, него демек многу им била застарен модел емисијава и немале место тоа, зашто имале турски серии, сееш, турски серии имаат турски серии, имаат глупости што може да ги вако... Добро, ја ги разбирам, тоа е гледано све. Ама емисијава порано ја гледале многу луѓе и сега може да биде уште појака, сееш, пошто нема нешто поинтересно така да бидеш од акција па да идеш да наоѓаш луѓе да ги праќаш на ова, сите ќе сака да учествуваат, така? Да, ма некако веќе сако испомна турските серии. Немам против, има популација што ги следи, голема популација најчесто, да, повозрастните. Само некако им дојде многу лесно на телевизиите, си зима, си става и готово. Тачно. Значи, малце со едукација, малце со забавни шоуа сме неотепани, и со турските серии го глупавува народот и го тупува. И затоа не гледаме телевизија. Да, и затоа не гледаме телевизија, пошто баба ми има 105 години, сваѓаш, постара од сонцето и гледа турска серија, а ние немаме што да гледаме тамо. Гледаме исто, еве Лила, поздрав до Лила, она ја поштоја многу, си има шоу, окей, интересно, и ја го гледам, татко ми учествувал, се е окей. Тоа е пак, кажуваш, шоу. Тоа е пак некој вид на шоу, да. Кујни не више сите готват, секој вторе готвар, сееш. Секој вторе фитнес тренер, секој вторе инфлуенсер, више тоа ми се не знам. Фали нешто различно, фали нешто забавно, народот малце да седне и да се релаксира, да и да каже ајде да пуштиме сега у недела, ова има, не знам, дај побрзај, сееш, а ти искачаш на улица и бркаш луѓе што сакаат да учествуваат, свеш, рандом луѓе, не идеш со познати фаци, ова првите 2-3 емисии сакаме со познати фаци, чисто да се врати емисија. И не дозволил уредникот на забавна програма на дотичната телевизија, секоја чест, пуштајте си турски серии. И ќе ги гледа баба му. Да, ќе ги гледа баба ми, нема врска, 200 години има жената. И вако као сека продукцијава вика дека не сме се договориле, демек тоа е тоа. И ја викам добро, ќе идеме на YouTube, значи ќе ја пуштиме на YouTube, пошто YouTube е сега више телевизија некоја, сваѓаш. И као младиве сите гледат,
Нели? Реално. И младите сите гледаат телевизија и темек да ја пуштиме на YouTube и ќе беше гледана. Стварно ќе беше гледана, пошто стварно интересна, више нешто е поразлично, а Марче го знаат по тоа, пошто е дај побрзај Марче. Па сите така го знаеме, Марче дај побрзај. Да, и никој не може да му ја украде идејата, сееш, он ако не е таму, кој сака нека направи. Тоа нема да биде тоа. И продукцијава викам дај ми го пилотот ти, мене ја ќе си ја ставам вако, па ќе си продужиме, а ти ако не ќе да не снимаш. И он ми вика избришана ми од компјутер. Да, бе, жити се, викам да бев Георг, сега Георг ти не го знаеш, ама е лик од моje мало, што е така малска фаца, викам да го лажеш него. Океј, ќе разберам, дека ќе те сватиш, дека стварно не е избришана, ама сега мене да ме лажеш, нема логика, капираш. Океј, нема интерес, дај ми го, ја ќе му го најдам патот на на нештото. Тачно. Само полесно е да се полесно каже. е да ти каже, да, не е ли као он што демек го вложил трудот, се снимале едно друго, а ја исто, и јас сум бил таму, сум снимал све, сваѓаш. Јата не си Тино трчале на крај И краишта. они трчале, ама јас сум бил таму, пошто цела емисија ради мене и Марче таму. Ти тегнува, и двајца ликови што се со нас, ама шо ти кажам, некои си се преценуваат многу продукцији и ми е стварно жал ми. Значи сите гледаат кешот. И тоа ми е малце, не гледаат на старт да помогнат, па после да идеме да растеме заедно, него гледаат имаш толку пари? Немаш. Епа нема ништо. Колку пари толку музика. Шо ти кажам, разочаран сум скроз. Да раскршиме малце, после сакам да продолжиме ако сакаш околу Реклами, околу музиката. Не имаме не прашање. Хајде. Нешто вака те Повели? со два понудени си. Значи секс во кола или авион? По авион е по-адреналински шоу, кола Авион. досадно е малце. Бе. Добро, секс водно или у хотел? Не, водно ми е тапа да ти кажам, може и казна да ми пишат без Не е везе например? ишек. Стварно е клише. Хотелче лабалко господин. Секс со маж или со жена? Со жена, брат. Со жена сега. На море или планина? Море. Со Марија Шерифовиќ или со Благица Павловска? О, блага, Джейло, нашата Джейло. На маса? Јави ми се. На маса или на даска за пеглање? На маса, позаебано даската ќе ми падне. Еве ти ќе се- маса. Бачка замисли, ја Благица Павловска и маса и даска за пеглање ќе се скрши. Ќе се преклука. Стюардеса или со фотомодел? Стюардеса, знаеш какви се? Стюардеса. Сега со Имам- стюардесата. Ај кажи. Имам, вие што ме гледате стюардесите? Бомбон. Пишете му. Пишете му. Слободене. Пишувам, ама... Значи со стюардеса. Стюардеса, многу јака. Добро. Многу јаки. Секс со стюардеса во гејбар или на улица за време на парада на гордост? Кај сака, тука на маса, на сред подкаст. Во лифт или у сауна? Лифт, појако, Лифт. реално. Пошто ќе се препотиме. Таму. Добро, само за трето ми беше со маж или жена, викам дали ќе рече нешто, дали викам мај да си прашамо, ти си сепак. слободен. Сепак жена. За позитива продолжиме. Добро. Планираш музичка кариера? Како тоа ти Веле, планирам музичка кариера, не ме ми бива- кажа дека сакаш да пееш? да бекнам како ќе видам како овце или како коза некоја. Али сакам да пеам, да, не знам да пеам. Али у принцип сега нешто правам со еден пријател мој што е цело време тука до мене, поздрав до Давор Джим, да го поздравиме легендата. Пошто он ми помогна исто и со книгата, исто со првата и втората не песна, со првата. И планирам, сам му кажав, сакам нешто да направам, ама да не да пеам, него да рецитирам како Ѓорđe Балажевич, како Игор Џамбазов, нешто тој стил. Пошто стварно ми е доста од коли, мотори, жени, дроги, секс, алкохол и такви ствари. Знам дека е тоа у тренд, поштувам, се поштувам, значи што прават сега моментално луѓето. Поштуваме да не го навредам и таскови беше у емисија, 2 бона, значи сите. Али јас сакам малце, мислам, не е тој мој стил. Сакам нешто да си биде као у мој стил и сам, пошто не знам да пеам, сам да рецитирам, а Балашич го поштувам најмногу на целиот свет, исто како Игор Џамбазов. Така да сакам нешто у тој стил, а дури
другаров и ја спремаме првата песна и ќе се вика "Сакам да пеам као Џоле Балашевиќ". Не, добро, таа втора би ти било. Трета. Трета? Да. Една знам, позитива. Позитива и Себи дал е химна на хуманитарна акција и јас сум дете што ја правам секоја година, мислам втора година, више не секоја година, втора година. Да, сега наскоро како со туте ми е, да. Себи дал и оваа би ми била трета, ама овие други ми се така лабави, а овие сам да си почнам некој мој стил. правец, се, некој твој да правец, бидеш препознатлив по тој правец. Чисто сакам да си рецитирам, сакам да си кажам тоа што ми лежи на душа и не би се мешал со коли, мотори, дроги, алкохоли, такви ствари. Па добро, препознатлив си по тоа, значи шириш позитива, кажуваш твое мислење, така да и преку песната исто тоа можеш Така да го... викаат луѓе, да, и затоа ти викам сам чисто онака да си кажам што ми лежи на душа, тоа у песна. За 10 години можеш да се замислиш со солистички концерт? Ќе се загрсне под кавер солистички концерт да се замислам. Зошто да не, значи почнуваш нешто, За викаш твој 10 правец. години. Па еве, тоа е добар период, мислам, за Па у такво принцип, нешто. да ти кажам, ја не можам да се замислам за еден ден кај ќе бидам утре, например, пошто не знам дали ќе бидам жив. Пошто живеам од Тоа ден е за веќе ден. не правиме и муавет да. за такви работи, туку И да викаме позитивно да размислуваме. да не размислуваме позитивно, да, ама тоа ме натера, нешто што ми се деси у животот ме натера да биде Го оставам тоа малце за вакуумото, да. Понатаму понатаму ти некако ми е, нели? Да, нема гајле, али зашо да не викам не на ништо. Значи, знаеш кој е моето мото у животов и тоа одамна Майкл Џордан го има изјавено како I can accept failure, everyone fails at something, but I cannot accept not trying. So јаш како не можам да Да почнеш нешто, а така туку да го... Да, како можам да прифатам неуспех, ама не можам да прифатам да не пробам нешто. Значи, ако не пробаш, нема да знаеш на што си својаш. И затоа од тоа тргам прво и тоа бе зашто да не можам да може и звезда да бидам на Па Балканот. зошто да не за 10 години со картони, вадам картони, ваму тука таму. пак на истото место. Све, да, и тука пеам со тебе. Најава за солистички гитара, концерт. замисли, имам научено како да свирам на гитара, се, Ја, келав, хармоника, веќе. тикелја, да. Може, зашо да не. Само брадата останала вака. Викам се сеќаваш кога беше пред 10 Да, бе, ја години ти кога ти свирам реков, тука. кога ти реков дека киваш солистички. Баба ми уште гледа турски серии, све фу. Ја се представам веќе као видовити дали из Беча. Као ти реков. Да. Ја слушај, Иван што ти исцелител, кажувам? као Бомбакис исцелител, до него куќичка. Све е можно. Ја слушнав песната, шириш позитива, што за секого е надева. добре дојдено сето тоа, затоа и те следат. Ја спомна Вереницата. Чеј, сега Значи, прво сега да ти за- кажам прво да ти кажам нешто Мора за да се таа- навратиме на тоа, за- за да знаете не, како е со... За таа позитива, за Вереницата која трка. За таа позитива, сите викаат ти шириш позитива, све е тоа окей. Све е тоа добро, на Инстаграм е све е тоа така пласирано, ама да дојде некој уживо да ме праша како ти или шо преиш ти, нема да биде тоа така дека ширам позитива, свеш, пошто ја гледам да стварно да им бидам тука на луѓево и да им се најдам стварно да бидат они да ги расположам и да бидат позитивни у текот на денот. Ама позади мене што се случува, знаеш како она слика на шо е? Значи сигурно гледај ме како разбираш, сум. да, значи позади, Праше ме- а тоа е кај сите така и знам дека и кај вас глумците повеќе од така тоа. Така да ме разбираш. Сега продолжи со прашање, морав да го објаснам. За девојката да правиме муавет или да не правиме муавет? Како сакаш. Како сакам, па тоа мора да разјасниме за девојките што се заинтересирани. Значи тоа заврши позади тебе, тежок период кажа дека е. Беше 6 месеци тежок период. Значи сега нема да лажам, како што има и пишано у книгата све. Значи од сабајле до вечер пиев. И тоа Пиво. Со мојот најдобар другар пивото, да. И тоа бев станам у 9 пиво, идам на доручек пиво, идам на ручек пиво, идам вечер, значи ми ги убиваш едноставно емоциите, пошто мислам, ама тоа беше моментално, пошто не може она да ти ги реши проблемите, само ја не го капирав тоа, гледав малце да отарасам целата болка и да бидам како што треба за да можам да функционирам. Изгубив договори, изгубив многу добри луѓе, изгубив пријатели, изгубив многу работи, изгубив у текот на тоа време.
И најкриво ми е што се изгубив јас. Значи, се изгубив и јас и не знаев кај сум, седур не дое да идам у вила Бисера, кај еден другар, он таму работи нешто менаџера, глуми менаџер, да го поздравам. Сите глумат помалку. Да, сите глумат по нешто, да. И ми се јави, дојди демек реклама да им правиш на 7-8 објекти беа у Охрид, 10 дена така нешто беше. Као што сакаш, што бараш? Ја викам не барам ништо, само барам спас да идам негде, као ќе дојдам све од мене, само дајте ми смештај, јадење и пиво. Значи ништо друго не. Да растргнам мислите малку. Ба, и кога дојдов, вака 2 гајби так ме чека пиво, базен, вила Бисера, не знам сите тие објекти, сега да не ги набројам, небитно у Охрид, и беше најдобриот како се вика одмор. Не знам дали одмор или најдобриот рехаб период у мојот живот, да го пребродам тоа што го поминав. И ми врати сила и енергија, викам доста толку пиеш, мораш да се посветиш пак на себе, мораш луѓе што те бараат. Да видам кај застанав. Да видиш кај застанав, да ги вратиш спонзорите, да ги вратиш луѓе што те поштуваат, пред се твоите најблиски, зашто со моите најблиски скроз раскрстив со сите, пошто не им се ни јавав. Значи бев пијан 24/7, не знаев кај сум. И стварно ми беше тешко, али јебик. Тоа е зад тебе или има усари кажа ти дека она си тргнала по свој пат готово дека дека е крај, усари таму нема шанси да се смири. Не знам она кај тргнала по кој пат. Не те не интересира. Ти може да го бара бомбакис на крајот од денот пак сигурно. Ја мислам дека ако веќе не си го нашла крајот, може ќе го бара си. Ќе го бара, ама после нема да го најде, така да лабо. На толку пиво испиено нема потреба да те бара веќе. Не, мислам тоа е више позади нас, така да сега сме тука кај што сме, сега е све пак колосеко те вратен, тоаш баш излегов од шините, ама сега сум така, иде возот. Имаш направено нешто што е голем подвиг. Тоа што кажа дека имаш, нели, падови, животот како ти е. Имаше рак, да. Многу победи, што добре. Е за поздравување, тоа е за, не знам, мислам... Тоа е добро, да, и не знам што да ти кажам. Зато и го оставам за крајот и некако... За крај, чекај, ја мислам сега почнеме. Не сакам да почнам, имаме други за разговори. Да, имаме прашање, има се, само не сакам да почнеме со тоа некако... Не, они ќе не предупредат после, вадат пиштоли, вадат. Све, пушки, мислам, сигурно е тежок период. Тоа откако ќе го дознаеш, како го дозна. Чим сум го пишал у книгата, ќе ви го кажам и тука, онака чисто у ниедно вако не сум го кажал као било, у ниедна емисија на подкаст, слабо си прави на мојот. 2019 декември, пречиста Богородица, тоаш беше пред 2 дена некои 2 дена, 5 дена пред тоа, ми се деша да чисто идев ја у теретана, се занесов, демек ќе се враќам у форма, предходно вежбав и сега демек кај пак ќе се враќам, нема ќе оставам пиво и све. И тоа све ми се деша кога ќе оставам да пијам пиво, не знаеш. Не го оставе веќе жити. Глупа карма ми, тоа ми се деси, па после корона фатив, оставив пиво, и више не оставам пиво, да ти кажам, никад не оставам, да. Сега кафе пијам, добро, после можеш да оставиш да се напиеш. Ќе удриме по некое пиво, да. И као осетив нешто болки у препон и едно друго глупости, викам, ајде сега ова не е нешто, мислам сериозно. Се фатив таму кај што не треба да се фатам. За оревите, знаеш за што збориш, така ми се пишани у книгата, се фатив за моите ореви, почувствував нешто како не е тоа, сегаш. И стварно не беше тоа, деме кај да отидам да видам што се деша, никад у животов не ми се десило да отидам на операција или на било што да И отидов у 8 септември у војна болница и тој најдобриот доктор што е таму ме провери и тоа он поспан, сабајле стану у 7 баш отидовме, смена нешто едно друго ме фаќа, ми вика ти у среда, тоа беше петок, ми вика у среда доаѓаш да се оперираш. Викам као у среда да се викам
као да се оперирам, ја никад у живот не знам што се деша, не знам што е тоа операција, сееш. Викам, мама јеби га. И после дознавам што е тоа. И викам, јеби га, мораш или сакаш да останеш жив или не ќе да останеш. Викам, стисни заби и идеме јако, идеме даље. И отидов и седев таму, нели те ставаат на програма, отидов у понеделник, ме ставија 2 дена, поздрав до дедо Ташко, што ми беше многу голема поддршка, и до Далибор од македонски брод. Ми беа цимери, ја им помагав тука пред операција. Они први се оперира, па после ја отидов и доли у таа сала таморничава, да ти кажам, не да Боже некој никој не да Боже да отиде, да, не препорачувам. И една жена исто беше со мене, као 20-та заедно демек требаше да идеме, викам, тоа е, јеби га, не се плаши, ја бев скроз мирен, пошто ако имаш притисок или не знам, као вакво откуца и поише на срце, као ќе те вратат. Не ме враќате, викам, извадете го гомно од мене да не го гледам, викам. И докторов е најака фаца у целава прича. Поздрав до него и сега сум на контрола за некој време у јануар. И ми вика, абе не се плаши, се ќе биде. Ке ме легнува, викам, а ќе ми дојдеш на свадба? Вика, да бе, ќе ти дојдам, не е проблем, вика, сиде цел тим ќе ти дојде. И ме остави маската и толку се изгубив ја уствари. После тоа ме чека сите најблиски. Се разбудив, пошто нели е страшно и да се разбудиш од анестезија, не, никој ништо не знае. И се разбудив, среќа, здрав и жив, со тебе тука правам овет. И не знам, беше окей, све окей беше, мислам све беше извадено тоа што беше, па нели на испитување едно друго, морав да примам хемотерапија. Тоа беше уствари потешкиот дел за мене, пошто знаеш, хемо ти убива све. И мртво, и живо, и сите клетки од тебе, се, ама среќа, кога ми кажа превентивни, ти се као 2 превентивни, се е под контрола, само превентива, викам, ајде, добро, превентива, ама кога отидов мислам, кога примав една хемотерапија, викам, окей, ајде, све, тоа 7 дена трае чудото, глупоста, и ти пуштат некој отру, тебе не ти се живе, те малак, да, катастроф. И после ги примив и двете и почна, ти викаат, ќе ти почне да ти паѓа коса, да не се плашиш, сваѓаш, ќе ти почне се да ти паѓа, и јавев, као, окей, нема мене да ми падне, пошто јас сум, се знам себе, нема да ми падне, сваѓаш, многу, не ни читав ни книги, ни ништо, зашо, ми беше, да, ти ако читаш, не знам, ти си се бознал тога, ќе ти каже у книга, ти ќе умреш утре, сваѓаш, ќе да се напијам, може да се... Може ти мација недлако у грло ми од муабетов, ама верувам дека сите го сакаме тоа да ослушнеме сепак. Да, ако мислам се пише у книгата, затоа и го кажам, и тоа е ексклузивно ке вас у емисија го кажам. И после кога се видов мислам, после некое време тоа почна да делува, нели? И гледам вака, мислам, правам вака и цела коса у рака ми останува и почнал да плачам, нели? И мажите плачат, не дека... И жените прдат. И жените прдат, да. И тако ми беше глуп и тежок периодот и ми падна цела коса, брадата, ја никад без брада не сум бил. Ми падна и све и... Али после си се засакав, да ти кажам, знаеш дека? Кога си се навикнуваш? Па си се навикнуваш, кога ќе се видиш и баш си ги сакам сега сликите кога си ги гледам вака без коса, без брада, некако така ко дете бев. И ко ми се деси рестарт у животот, сееш, ко она да си допрел копчето за рестарт. Со други мисли, со други... Со све друго, со све погледи на животот, веројатно? Да, само знаеш што заклучив, дека у последен период се враќам на тоа што бев порано, а тоа не ми се свиѓа. Тоа што сум бил вако, знаеш, пред да ми се деси ова. Па тоа, ама сега балансирам малце, зашо пак ми се деси, нели, глупост, цело време глупости ми се дешават, има нешто добро што ми се деси од животот, али сега сум добар, се враќам вакво на ова, на добри патеки и мислам дека ќе биде окей сепак, као што било некад. Добрите патеки, тие осцилации што ги кажуваш, од мене да биде, дај побрзо да го
рестартирате како ќе му дојде и да си ги прошириш видиците надвор од Македонија. И Анџелина, Леле, чу... у Куманово одиме по неа. Еј, Анџелина. Сакаш да им порачаш нешто на луѓето што би се судриле со таква ситуација? Со мене ништо, само да бидат позитивни и само со позитивни мислам се околу нив да биде позитивно, да нема некои драми, некои глупости и да не читаат на интернет ништо да не читаат. Почо така многу паѓаш психички. Да, и психолог обавезно да посетат, зашто психолог не извади највише од целата ситуација. Ќе поздравам Елена. Она ми беше психолог, дори лежев на онкологија. И ми не знаеш колку добри совети ми дае, као ќе бидеш боле, мислам, сега ти карикирам. Али еве стварно, кога ќе се смееш после на тоа, се ќе биде окей, се така стварно испадна и да прочитаат моќта на подсвеста и сега има ново издание како да ја примените моќта на подсвеста, така да се денес си ја купив баш книга и ќе си ја прочитам, пошто таа стварно ми извади од гомна. За тие, нели, што викаме, што би се нашле во таа ситуација, сакав да се надоврзиме од оваа тема, па да дојдеме до книгата. Би ми ја препорачал книгата? Мојата книга? Да. Глеј, да не испадне како реклама, секој сака може да... Не, сакаме да рекламираме. Да се напија, може? Па како да не? Кафе благо или горко? Кофеин. Не, зошто да биде промоција сепак, зошто да не? Се шалам, него само може да им ја препорачам нормално, пошто е моја книга и да ја прочитаат, али на почетокот ќе им биде као интересна и ќе речат што е ово, кажа приказни, ова шо правил, зашо правил, сееш. Ама после ќе им биде так малце Ко денеска што почнавме полека со ведро, да, помалце. Со се, после ќе им биде тажно и на крај пак ќе завршат со окей причат и тегна. И сите што ми пишеле до сега коментарите што ми ги пишеле било као почнавме супер, многу е лесна и брза книгата за читање. Бевме среќни на почетокот, ама на крајот не расплаче и после пак се вративме у нормално. Пак не разведри. Така да, ако сака да не ги оптеретувам, знаеш што, не ги оптеретувам, неќам да ги оптеретувам луѓе, зашо гледам, например, кај мене дека у принцип ја рекламирам ствари. И сега има некој фрустрација од луѓе, зашо рекламира, зашо ова, зашо вакви работи, зашо вакви. Ама ја луѓе не ве терам, не ве фаќам за уво сега вие да земете, морате да го земете тоа, сваеш. Него чисто ова како некоја информација, ако сакате и ако имате потреба од тоа, земете го, ако не ќе не морате, сваеш. Јас сум тука чисто како да има ЕПП меѓу картоните, сваеш. Затоа сум тука и готово. Да, али кој сака да ме следи, нека ме следи, кој сака не мора, значи луѓе сме, грешки правиме, тоа е тоа. Тачно е, грешки сме. Ти го имаш кажано, грешки сме, луѓе правиме. Да. Ајде, што е тачно да е. Апсолутно. Книгата, освен онлайн, има и за купување во Скопје, само беше местото? Ја имаше до сега, се продаде првиот тираж, 300 нешто парчиња беше али сега склучивме. Не сме у преговори со книжарница 3 да има низ цела Македонија и они да бидат издавачка куќа, затоа што следи уште една книга сега што сакам да издадам на 21 април за мојот роден. Така да подобро е, мислам дека да иде преку книжарница, попрофесионално е и мислам дека они си ја знаат подобро работата од мене, а моје да напишам, па они да го продават тоа дело. Кога сме кај книгата, читав и твои изјави дека си добивал критики, како и да е, дека си млад, што знаеш ти за животот, што има ти да ни кажуваш ствари. Како дојде до тоа ствар, како дојде до идејата да напишеш книгата? Па, многу работи ми се деси. Од сето тоа што ти се случило, па седна? Од се што ми се десило во животот и се што сум поминал, а најлошото е се у последниот период, викам, ајде, за 30 години стварно имам што да кажам, што да напишам. И стварно, мада секој човек треба да напише книга. Јас сум за тоа дека секој треба, пошто секој си е своја приказна, сееш. И небитно јас што сум бомбакис или некој што е, не знам,
тој или многу познат и треба сега книга да пише, него секој треба да си напише книга за него. Кој сака да ја чита, нека ја чита, кој неќе не мора, али ја битно сум се исполнил таа желба да си имам парче книга оставено и тие што ќе бидат после мене да ја прочитаат. Небитно ја дали ќе бидам жив уште 100 години, дали ќе ми се деси, небитно, сам да има нешто што ќе го оставам да го прочитаат луѓето и подоцна. Апсолутно. Да ги кажам прашањава, бидејќи ќе ми биде многу криво ако не ги дочитам овие што сум си ги напишал. Дочитај ги, ако не, после ќе ти ги пуштам. Што мене ми се интересни, па пак е на Вибер. Ќе ти ги пратам, морам ми ги одговориш. Не, во кола до Загреб да патуваш со Васко Ефтов или со Јанко Јади Бурек? Со Васко Ефтов, Јанко не го поштам, да ти кажам, пошто ме искења за глупости ме искења. И тако нешто се на почетокот, да, нешто имаше ми стига од луѓе како слика, демек. Ја и Тамара се сликавме на кај Гарсон у Скопје, кај споменикот. И демек, знаете ли што значи овој вако споменик за нас, за ова. Знаеш, филмови за да си привлечеш публика, внимание, лајкови, а он е испукана пушка, сега нека јаде бурек тамо, нека не замара. Него со Васко Ефтов може нема ни да дојдам на ред да кажам, ама така ќе помине цел пат до Загреб. Ја слушалки ќе си ставам и нека си терам. Не, да го издржиш до Загреб, не со слушалки. Не со слушалки само, ќе го издржам, бешо. Боле него и да ми јаде бурек мрс ноќа тука, не ме саба. Цимер 10 ноки со Лоба или со Тамара? Тамара Тодеска? Тамара кажа, да. Тамара Тодеска. Знам сега, ама не знаев дека си толку. Поздрав Тамара, чисто ќе си правиме, може и песна да направиме, не се знае ништо така. А баш би сакал песна да направам со Тамара. Тамара, треба на солистички концерт. Да, тачно. Не дека Лоба не ја поштувам, ја поштувам многу и со нејзе сум доста близок, ама сепак мора некој поблизу да ти. Тамара ми е така. Сакаш масажа од Наум Петревски или од Миле Кузмановски? Од Наум Петревски, ако не каниме ми ја пее, као не каниме. Ама таа ја пее Миле Кузмановски. Миле ја пее? Не бе, не, лажеш. Да. Ама добро, може... Не бе, лажеш, ти си грешка. Не, Миле Кузмановски ја пее. Ај проверете публика, слушай, може Наум да те масира, а Миле да те пее. А Миле да ми пее, може бе, да, може. Ама ја да го гледам по фризурата Наум, сееш по она Армандо Марадона фризура. Може да се чешка дека го сакаш така. Спаринг, со Биба Додева или со Катица Јанева? Да, па исти ми се и двете шо. Не знам која сакаш да те кутне. Со Катица, ја сакам со Катица и има нешто так, по таков став за спаринг, да. Кога сме за спарингов нешто, си пробал некој во животот такво? Спаринг? Не, општо, на тој спорт нешто. Да се тепам, а ти кажав ми степа. Ама не сум се тепал. Ама вие не сте биле многу реално у кафана, колку сте биле? 10 души, он двајца ви дојде. Ние бевме пијани за тоа, иначе нека дое кој сака, сите ќе ги... Ја и бате сами они сите. Не, спаринг да правам со некој, со Хазбула едино. Со Хазбула го пуштам човекот, цело време го ширувам, може, ама и он ќе ме нокаутира. Лабо. Леле, чека се напијам, морам малце. Ајде. Кафе си е кафе. Да бе, кафе, ама кофеинов сега... Нема спиење. Нема спиење. Нема, реков ми ќе одиме на пиво, така да не е страшно. Тачно, ќе ни го спусти. Да, уствари, кога си ке пивото, немаш спонзор? Од пивара? Немам, да ти кажам и... На толку пиење пиво? Глеј, у принцип, не пијам секако пиво, пијам едно. И па да ти бидат спонзори? Па, сме се договарале цело време, сме пробувале, ама знаеш, они сега се куча дека се многу јаки, дека цело време има ваква потрошња и дека се стварно бренд гиганти, ама не им текна тие маркетинг тимот. Гледај, знаеш кај нас што е проблемот у маркетинг тимот, мислам маркетинг. Например, имаш агенции што те сакаат и што не те сакаат. Сега, например, еден да не те сака у маркетинг агенција, да ќе каже, кој го тркава Бомбакис, не тргнете ми го, дајте ми го Лазаров, небитно. И тие се кај нас некои глупи моите глупи предрасуди, а не знаат дека, мислам, они не ни гледаат, не ни следат ни рич, ни followers, ни ништо него, чисто гледаат, ово има толку, ово има, да, ово не ми е симпатичен,
Што да ти кажам, и они не знаат. Кога навлезе у, нели, Добра. почна со Бомбакис, како те пронајдоа, како почна, кој беше прв што ти се обрати за маркетинг, за... Први беа Пица Мама Италијана, морам да ги поздравам, да. Дечките се топале, стварно беше окей паролата за нив, зашо беше ко најдобра пица се прави на дрва. А стварно е најдобра. И вие сте пробале дека пицата е најболje која се прави на дрва. Да на жар. Ова друго плинско, минско се не чини. И они беа први, потаму почна целата вако. И сега не знам, стварно не ми ни текнува колку души или како до сега сум изрекламирал. Појма немам да ти кажам. Да, ама како, значи, сега не знам, почнувам нешто и првиот кој ти се обрати, вајда си веќе на добар пат сум. Почнаа да ме контактираат. Цената не си ја знам, која ми е цената, да не сум ефтин, да не сум скап. Тоа е Вајда сите се содруваме со тоа. Многу добро прашање, да. Прво не ни знаев дека некој ќе ме контактира, не ми беше ни на памет, беше само терај. До кај ќе тераш, имав други замисли, пошто тогаш имав маркетинг агенција своја, имав вебсайт, што уште денес трае. И викам, јас си работам ова не ме интересира. Уствари целата прича беше Бомбакис колку и да крене, да го сменам со Дред, а Дред беше мојата маркетинг агенција. Ама после го бараа Бомбакис за реклама, не го бараа Дред, саеш. И ми беше тешко да ги сменам, пошто почна да иде на добро Бомбакис. И викам, луѓе ми викаат колку треба да ти даеме за ова, појма немам колку треба да ми даете. Стварно не знам, ми прашав. Баш тогаш бев у контакт, на почетокот бев у контакт со Боемот. Поздрав до Боемот. Го поштам уште до ден сме заедно. Викам, колку бараш ти, шо правиш, сееш? Вика, па не знам, ја не сум јавна фаца, као не е мојот лик таму за кажам колку цена. И не знам, им давав некои смешни суми. Као се распрашав меѓу луѓе, као даjem смешни суми, као беше окей за мене, као лесни пари, ово. Да, ма најчесто сите, нели, што почнуваш од нешто, тој проблем. Ако речам 100 евра, многу да не. Тоа е, да, речам... и си викаш, чекај, колку бара Лила, колку бара, не знам, овој, колку бара Дарко Глокс, како и да се вика тој човекот со вако. Застојкам, или најчесто е тешко е, да не испаднам смешан во нивните очи дека сум многу ефтин, да. Кој мочко гледај го за 100 денара. Да, па тоа, после слушнав муавети као и за 200 денара, за 300 денара стори за ова. Викам, чеје ти више треба да си се цениш сами од себе, свееш да знаеш на шо си се. И сега сакал или не икал, не ти се приоритет парите, него ти е приоритет да станеш ти бренд на некој начин, капираш. И почнав така да им давам некои солени суми на почетокот. И не знам, прифаќа луѓето, ама ја не ги давав тие суми затоа што така ми дојде, него гледав колку имаше гледаност мојот профил. И се започна така и до денес е така, пошто со бројки, еве ти бројки. Ако мислиш дека толку и толку, сега на крајот од денот знаеш како иде кај нас во Македонија, колку имаш ти буџет, ќе ти кажам што можам за тоа да направам. Сега за да испаднеш човек, пошто ти ако им кажеш 500 евра пост, они ќе ти многу ова, ти она, свееш. А они у принцип бараат преку леп погача, сега дај ми 3 поста, 10 сториња, дај ми лайв, дај ми ова за 200 евра сега. Дај ма, се застан. Да, сега од оваа дистанца како Бомбакис, можеш што викаш, застанам и да речам, таа ми е цената, ако не ви одговара. Ама кога почнуваш нешто ново, ова го зборувам за тие што сакаат нели да почнат со такво нешто. Гледам дека сакам да ги на крај краишта да ги мотивираме и младите, зошто да не? Зошто да немаме нов Бомбакис, зошто да немаме... Секој е чест за нив, нека прават сите што сакаат и нека почнат сите. Уште 10 души нека се јават со картоните, ама сите почнаа више. Сите видеа дека демек има лесна е професија како да бидеш инфлуенсер. Ја пак ќе напоменам дека не сум инфлуенсер, дека сум невработен, да знае. Ама еве да им го давам мојот профил на 2, 3, 5 дена, 10 еве, нека го користат да видат дали е лесно, зашто не е тоа така. Сите мислат дека се лесни пари, дека е ова, ама пак си треба ангажман, си треба замарање, си треба да мислиш, си треба
Не можеш, они ти даваат идеја, сега ти треба да осмислиш на хумористичен начин некој да ти бие, не може да биде го ставаш логото на профилот и шо ќе ме одследат 1000 луѓе. Свеш, не е тоа. Не ми е поинтата. Сега еве ти 1000 евра, стај го логото. Не, дружен. Или рекламирам нешто друго и ми дое месара и сега застане пред месара, не ме Со полуткава. Со другиве. А имам таква ситуација, значи имам договори со некој, например, окей фирми и сега ај месара, викам не ми е до парите, викам, ќе ти дајме уште толку. Викам, не бе, друже, викам, не ми се совпаѓа у концептов у цел, пошто нема логика ти со овие сега па ја меса. Нема логика, сега нема некој работи, нема цена, не сум као политичари да си го давам гзот на сите под кирија, сега. Значи не ни сакам сам да имам образ, чест и достоинство за да им кажам јас сум тој толку ти кошта, ама не све, не рекламирам све, да, не по секоја цена, така да. Да, муабетот ми е дека некој не да биде нели нов со картони, туку ако си има да бидат иновативни на крај краишта, да имаме. Ја не сум иновативен, ти викам нека се радува тој што ме хејта дека ја копирам сега. Копира ли е успешен? Битно ми е мирно да спија, тоа ми е најбитно. Така да, нека кој сака нека повели, нека биде бомбагис или нека биде Дјутвит Сайн. Ќе му го даде профилот и на 5 дена. Скроз. Оти ми мафтаа пред 5 минути. Ти мафтаа, не бе седи уште малце ќе се. Ама ние ќе си поседиме секако, не си одиме, да, јас сум пуштен уште еден саат, така да можеме да си поседиме. Сакаш нешто за крај да порачаш? Да на сите што не гледаат. А пред новогодишна емисија, така? Да. Да, пред новогодишна е се. Па ако сакаш и за нова година на 31 можеме се дружиме сите тука. Тука у студио може да интересно. Студио Елка ми се свија, после ќе се сликаме. Ама кој треба, мислам, ние очекувавме секој гостин што ќе дое лампион дека ќе донесе. Донесо за картоните ги ставите тука, не се заебај сега. Ќе го ставиме. Не општо на народот, што сакаш, на млади, на стари, небитно, на за турските серии. Што на баба ми да и кажам, гледај ги бабо сериите, не се замаре, само лабаво ќе имат некоја новогодишна епизода 100%, ко плюс. А на другия да им кажам само таму да гледам или не бе. Бирај се ќе те најдат. Таму да гледам. Може таму да гледам. Да, таму. На другия сам да ви посакам само здрави. И што друго не ви треба, се само ќе си дое по себе, така да бидете ми живи и здрави и прекрасни како што се до сега и ширете позитива, ве сакам сите. И ти благодариме за твоето присуство вечерва. Мило ни е што не удостои со твоето присуство. Ти посакувам се што си зацртал во животот да ти се исполни, да немаш успони, само да имаш падови. Вака падови да имаш нагоре. Не, се шалам, значи да ти оди животот само нагоре и да не знаеш веќе да зборуваш за неубави работи. После ќе те викнам и тебе, па ќе ги споделиме сите успони. Ако ти треба за промоција на следната книга, тука сме ќе ја промовирам. Thank you very much. И фала ти што постоите. Фала ти уште еднаш, па се надам ќе се гледаме што побрзо. А фала им на цела ваква екипа у позадина, зашто они се многу добри ликови. У принцип. Без нив нема да бидеме јаси. Немој да ме сватиш погрешно. Какви ги има, јас сум златен. Какви ги има, јас сум златен. Без дечките од Евентив. Чим си му другар на Honda, ти си катастрофа. Не, чисто да ти кажам, катастрофа си, али он е добар дечко. Какви ги има, златен сум Honda. Брат, те чекаме и тебе тука да ни дојдеш, малце да си разговараме и со Honda, нека го викнеме, брат, он е од железара, он има муавет. Да, усари. Мора од железара некој да испоштуваме. Се шалам, прекрасен си. Сакаме Honda. За жена ти, не за мене. Фала ти уште еднаш, па се надам се гледаме што поскоро. Се гледаме еден. Чао. Чао. За самиот крај на четвртата епизода на Тоа е тоа, сакам да изразам голема благодарност до нашите спонзори и помагатели. Сакам да изразам најголема благодарност до Penta Production, до Atlantis Invest Group, Decoras, Doremi, Unistar Trade, The Gents Gift, Kegi Mobi, Масинови и Деметели Home Center, Circle, самоуслужна автооперална Димитриевски и Гунов Гринс. Ви благодариме на сите.